Çfarë ajri do të thithë Tetova këtë dimër? Ishte tema e debatit në organizim të Asociacionit Qytetar Mos në kuadër të Parlamentit Mobil që organizua në Tetov. Në këtë debat merrnin pjesë edhe deputet nga njësia 6 zgjedhore, përfaqësues të Ministrisë së Ekologjisë, aktivistë qytetar dhe të ftuar të tjerë. Темата ја одбравме пред се затоа што сметаме дека ова е актуелен проблем кој што ги таргетира сите тетовчани, меѓутоа ги таргетира и пошироката популација во Република Македонија, затоа што не само Тетово и други градови во Република Македонија имаат проблем со ова прашање. Në bazë të ulumtimeve që janë kryer, ajri në Tetov është më i ndotur në Maqedoni dhe me shifra alarmante, andaj edhe këta tribuna kanë për qëllim ngritjen e vetdijes. Според она кој што ние истраживме и согледавме, видовме дека воздухот во Тетово за жал е најзагаден во Република Македонија, односно оние суспендирани частички се највисоко ниво во Тетово. И сега за тоа како ќе се решат проблемите, затоа сме тука собрани да поразговараме со пратениците, со представниците од локалната самоуправа. Имаме тука представници и од Министерството за животна средина и просторно планирање, така да тоа е целта на овој настан за самите граѓани, граѓански организации кои што се поканети да разговараат со нивните избрани представници да изнедат решенија за проблемот. Nga këta takime dhe tribuna do të nxirren raporte, konkludime dhe rekomandime, të cilet do të përcillen organeve kompetente. После овие настани ние ќе издаваме извештаи за она што биле заклучоците и препораките од самиот настан и истите тие извештаи ќе бидат испратени и до ресорното министерство и до сите пратеници и до владата на Република Македонија и до одредени агенции кои што го таргетираат тоа прашање. Така да покрај тоа ќе се следи постојано и седниците на собрание и седниците на општините да се види како прогресира нешто или дали се случува нешто со тие препораки и за тоа подоцна ќе се издаде извештај. Projekti i Parlamenti Mobil është pjesë e përpjekjeve të Asociacionit Qytetar Most të punojnë në lidhjen e qytetarëve me përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian përmes Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut.